Сакам да бидам со Господа е новиот наслов за кој ќе размислуваме. Застапниците, почитувани гледачи, на идејата дека човекот во друг облик продолжува да живее на небото, ја зема токму ова изјава на апостол Павле, кој вели дека сака да замине од ова тело и да отиде кај Господа за секогаш. Да, апостол Павле изјавил нешто слично на тоа. Ова негова изјава ја наоѓаме во второто послание до Коринќаните. И затоа не би сакал да бидеме во забона, но би сакал да ве потсетам за неговата претходна изјава во првото послание до Коринќаните, дека мртвите спијат до воскресението. Тој тоа го пишува токму во таа книга. Се прашуваме дали тој би ги менувал своите ставови и своето верување од првото послание до Коринќаните до второто послание. Ајде да ја прочитаме неговата изворна изјава. Второ послание до Коринќаните, 5 глава, 8 стих. Но не се плашиме и сакаме што поскоро да го напуштиме телото и да се прибериме при Господа. Тоа е неговата изјава. Ако ова изјава ја читаме од дагол на христијаните од 21. век, лесно можеме да претпоставиме дека апостол Павле зборува да кога ќе умреме, веднаш заминуваме во Божето присуство, односно во рајот, дека заминуваме од своето тело, а потоа продолжуваме да живееме на небото без тело. Меѓутоа, почитувани, сакам да нагласам, апостол Павле тоа не го рекол. Потребно е да ги разбереме овие зборови во склоп со сите негови претходни изјави и она што го напишал. Не на друго место Павле сосема јасно кажал кога ќе ја прими наградата. Кога ќе ја прими наградата? Непосредно пред својата смрт ги напишал овие зборови на својот млад соработник Тимотеја. Зашто јас веќе станувам жртва, а времето на моето одење настапува. Добро се борев, патот го завршив, верата ја запазив, понатаму ме очекува венецот на правдата, што ќе ми го даде во оној ден, Господ праведниот судија, но не само на мене, туку на сите кои се радуваат на неговото доаѓање. Можеме да приметиме, почитувани, во ова негова изјава дека наградата на спасението ќе биде дадена во часот на второто Христово доаѓање. Ова се однесува и на него, на самиот Павле, и на сите кои се радуваат на Христовото доаѓање. Фактот дека сите ќе добијат награда во истиот миг силно го истакнува и писателот и авторот на посланието до евреите. После набројувањето на јунаците на верата, авторот на ова послание го завршува со една констатација. И сите тие, иако примија сведоштво преку верата, сепак не го добија ветеното. Оти Бог за нас предвиде нешто подобро, да тие без нас да не постигнат совршенство. Евреите 11 глава 39 и 40 стих. Книгата на Откровение, последната книга, завршува со овие зборови: кој чини неправда, нека чини неправда уште, и кој е оскврнет, нека се оскврнува уште, и кој е праведен, нека чини правда уште, и кој е свет, нека се осветува уште. И еве, ќе дојдам скоро, и отплатата моја е со мене, за да му дадам на секого според делата негови. Јас сум Алфа и Омега, почеток и свршеток, првиот и последниот. Откровение, 22 глава, од 11 стих. Сведоштвото на Новиот Завет, почитувани пријатели, исклучително е доследно. Мртвите спијат и стануваат од сон кога Исус ќе дојде, а праведниците тогаш ќе ја примат и својата награда. Изјавата на апостол Павле во второто послание до Коринќаните, во 5 глава, во 8 стих, кај што читаме дека сака да замине кај Господа во часот на смртта, како да одстапува од сликата на Новиот Завет. Кога ја читаме ова негова
изјавата на апостол Павле, во контекст на целиот Нов Завет и во контекстот на стиховите кои му претходеа, тогаш доаѓаме во склоп со сите други библиски извештаи. Еве што вели Павле, знаеме дека кога земното живеалиште на нашето тело, кое како шатор се разруши, тогаш имаме од Бога дом, куќа неракотворена, вечно живеалиште на небесата. Затоа, продолжува апостол Павле, вдишуваме, копнејки да се облечеме во своето небесно живеалиште, само да не би и облечени да се најдеме голи. Оти ние кои се наоѓаме во овој шатор, вдишуваме обременети, бидејќи не сакаме да се облечеме, односно да се соблечеме, туку да се преоблечеме, та животот да го проголта смртното. А Бог кој не создаде, токму за ова, ни даде и залог на духот. И така секогаш сме спокојни, зашто знаеме дека додека живееме во оваа тело, ние се едноставно оддалечуваме од Господа, бидејќи според верата живееме, а не според гледањето. Но не се плашиме и сакаме што поскоро да го напуштиме телото и да се прибериме при Господа, па затоа и усредно се грижиме да му бидеме угодни, било кога живееме во телото свое, било кога го напуштаме, зашто сите ние треба да се јавиме пред Христовиот суд. Да секој да прими што заслужил, според она што го извршил во телото свое, било добро или зло. Почитувани пријатели, ви подсетувам дека апостол Павле во првото послание до Коринќаните прави разлика помеѓу безгрешниот, едноставно прославениот и нераспадливото тело, Христовото тело и грешното распадливо тело на Адам. Тој всушност овде го прави истото. Ако внимателно ги прочитаме претходните стихови во истата глава, ќе приметиме дека тој спомнува 3 состојби на постоење. А кои се тие? Број 1. Земна куќа. Тој така го нарекува телото кое сега го имаме, кое е подложно на старење и умирање, болести и на смрт. Тоа е како куќа или како шатор кој ќе биде уништено. Ние воздивнуваме и сме оптеретени во ова смртно тело, надевајќи се на тело кој ќе го имаме при нашето воскресение. Второ, зграда од Бога. Тоа е нашето воскреснато тело, нераспадливо тело кое ќе го имаме, кое ќе воскреснеме од мртвите. Тоа е наш небесен стан, вели апостол Павле. Куќа која не е произведена од човечка рака, вечна на небото. Никаде Павле не тврди дека тоа е некакво етерично, безтелесно постоење. Напротив, почитувани, тој воскресението го нарекува, како што читавме, преоблекување, нешто сосема подруго. Користејќи ја собствената аналогија, тој зборува за промената на куќата, а не за живот без куќа. Нашето земно тело ќе биде заменето со небесно тело. Број 3. Гол или необлечен. Овој дел од неговата изјава ги збунува многу луѓе, многу читатели на Светото писмо. Поради предпоставките кои ги имаат, некој смета дека тука Павле всушност зборува за духовното, односно безтелесното постоење. Меѓутоа, да би навистина овој извештај зборувал за тоа, ќе треба да го изместиме од контекстот од сите други Павлови посланија и извештаи во Библијата. Овој израз, необлечен, едноставно означува опис на времето на оние кои умреле во Христа, а се наоѓаат во своите гробови. Времето помеѓу две тела, тоа е контекстот. Во тоа време тие немаат тело, тие не постојат, тие се помеѓу овој живот и идниот живот, бидејќи немаат ништо и немаат
ništo со себе. Тие се мртви во сон. Почитувани гледачи, важно е да приметиме дека апостол Павле не вели дека тие се свесни за нешто или дека се наоѓаат во некоја таква или слична состојба. Тие немаат дел од оваа земја, ниту дел од небесниот живот. Павле не сака да биде во таква состојба, што и самиот ни кажува дека постои време, после смртта, кога луѓето не се во Божја присутност. И затоа, драги пријатели, кога апостол Павле ја заклучува својата мисла со изјавата дека сака да замине од телото и да отиде кај Господа, тој всушност овде не кажува ништо повеќе од желбата да се ослободи од ова грешно, распадливо и измачено тело и да отпочне еден нов живот, живот свет, оној кој ќе следи после Исусовото второ доаѓање, кога ќе биде во Божјото присуство за секогаш. Би сакал да приметите, почитувани, дека овој извештај од апостол Павле нема временска одредница која би покажала кога тоа ќе се случи. Затоа, одговорот треба да го побараме и во другите делови на Павловите списи, запишани во Новиот Завет, каде пронаоѓаме дека тој спомнува дека тоа ќе се случи кога Исус повторно ќе дојде на оваа земја. Во часот на смртта завршува животот на ова пропадливо тело. Во еден друг час, во часот на второто Христово доаѓање, ќе отпочнеме едно ново, друго постоење во Божја присутност, со ново тело, нераспадливо тело. Не постои мисла во овој извештај која не е во склад со останатите извештаи на Библијата на апостол Павле. Библијата е многу доследна по ова прашање. Постои уште едно размислување дека кога Исус ќе дојде и ќе се врати на оваа земја со себе од небото, кој ќе дојде, ќе ги донесе тие бестелесни души на мртвите. Потоа ќе ги воскресне нивните мртви тела и повторно во нив ќе ги стави овие души. Некои така размислуваат. Почитувани гледачи, ова не само што изгледа бесмислено, туку се заснива на неразбирање на Павловото верување и на Павловиот опис за воскресението. Ова неразбирање не чуди, но со текот на вековите тоа се натрупувало и се трупало во разбирањето на оваа тема. Еве го спорниот дел. Оти ако веруваме дека Исус умре и воскресна, тоа и упокоените во Исуса Бог ќе ги приведе со него. Прво Солуњаните 4:14. Значи, постои мислење дека овој текст зборува дека Исус ќе ги собере мртвите кои живеат на небото и дека ќе ги поведе со себе кој ќе се врати на оваа земја. Меѓутоа, ваквото тумачење сигурно не е веројатно такво со обзир дека Павле за мртвите зборува дека тие заспале во Исуса. И не може тоа да се склопи. Мртвите не уживаат во свесна состојба на некое друго место во Вселената. Тие едноставно се мртви. Кога ќе го прочитаме овој стих во контекстот со другите текстови, неразбирањето веднаш ќе се исчезне или ќе избега. Браќа, не сакам да не знаете за умрените, за да не жалите како и другите што немаат надеж, вели апостол Павле. Оти ако веруваме дека Исус умре и воскресна, тоа и упокоените во Исуса, Бог ќе ги приведе со него. Ова пак ви го велиме преку Словото Господово, дека ние, живите, што ќе останеме до доаѓањето на Господа Исуса Христа, нема да ги испревариме умрените, бидејќи сам Господ со заповед при глас на архангел и при труба Божја ќе слегне од небото и најнапред, вели Библијата, ќе воскреснат мртвите, а потоа ние, што сме останати во живот, заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците, за да се сретнеме со Господа
во воздухот. И така продолжува апостол Павле. Секогаш ќе бидеме со Господа. Па затоа утешувајте се еден со друг со тие зборови. Прво послание до Солуњаните, 4 глава. Верниците во Солун го очекувале Христовото доаѓање, но се прашувале каква е судбината на оние кои починале чекајќи го Исуса Христа. Павле на верниците во Солун им напоменува да не жалаат за своите покојни, како оние кои немаат надеж. Тие биле во искушение да поверуваат дека мртвите, дека нивните мртви исчезнале за секогаш. Слушајте, ги уверува Павле, не сакам да бидете неупатени, кога тоа ќе се случи. Тие сега спијат, но не заборавајте дека Исус станал од мртвите. Нема само вие да заминете на небото. Бог и мртвите ќе ги однесе на небото, им кажува апостол Павле. Многумина ги читат овие стихови и заклучуваат дека Исус носи мртви со себе од небото. Меѓутоа, почитувани, Павле сушност зборува дека Исус доаѓа мртвите од земјата да ги понесе со себе горе на небото. Мртвите најпрво ќе бидат воскреснати пред да бидат земени со Исуса на небото. Тој ќе ги спаси од вечната смрт. Тој кој самиот бил мртов, но сега е жив за секогаш. Може би сме навикнале едни на други да се тешиме со зборовите, дека нашите покојни, дека нашите мртви сега се на некое поубаво место. Меѓутоа, Библијата не упатува да се тешиме со такви зборови, со зборовите кои апостол Павле ги кажал. Утешувајте се со овие зборови, со кои зборови да се почитуваме, да се утешуваме, почитувани. Мртвите спијат, но Исус нема да ги заборави кога ќе дојде. Тоа се убави вести. Гробот не мора да биде крај. Ова објаснува што се случува со оние кои ќе го прифатат дарот на спасението преку Исуса Христа. Оние кои ќе се покајат за своите гревови. А што ќе се случи со оние кои тоа нема да го направат, кои нема да се покајат? Што ќе се случи со непокајаните грешници? На тие прашања ќе одговориме во наредните емисии, во наредните предавања. Дотогаш ви поздравувам и ви посакувам, драги мои пријатели, секое добро од Господа. Довидување до наредното предавање.